Добар ден и среќен празник, празнично издание на Пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава на дел од темите. Македонија го слави основањето на Македонската револуционерна организација, символ на вековната определба за самостојност и основа за македонското револуционерно движење. Синоптичарите за наредниот период прогнозираат запирање на врнежите на истокот. Оризопроизводителите, спас за неожнеаниот род, гледаат во ведрото небо. Последна фестивалска вечер на Инвиница Веритас со настап на Белградскиот театар Теразија. Финишира богатата агенда на 7-то издание на Меѓународниот фестивал на хумор и сатира. Денес Македонија го слави денот на македонската револуционерна борба, ден на основањето на македонската револуционерна организација во Солун, Грција. Од страна на Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев. Овој ден е символ на македонската определба за ослободување со сопствени сили и е почеток на организираното македонско револуционерно движење. Во Штип во музеот на ВМРО во Новосело празникот се чествува со неколку уметнички содржини. На денешен ден, 1893 година, во Солун формирана е Македонската револуционерна организација во домот на Христо Батанџиев од страна на шестмината револуционери со цел да се подобри положбата на христијаните во Македонија преку реформи, но пред се за зачувување на државата во нејзините географски и етнографски граници и соучество на македонци без разлика на нивната вера и народност. Определба било зачувување на самостојноста на организацијата, за да не падне под влијание на политиката на соседните држави. Денес, 122 години подоцна, овој ден се чествува како символ на организираното дејствување и мотивот на нашите предци за создавање на сопствена, слободна и независна македонска држава и е вистински израз на почит кон големите дела на македонската историја. Денешниот празник на сите македонци им го честитаат пратениците во Собранието на Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков. Во честитката меѓу другото стои дека под крилото на внатрешната македонска револуционерна организација биле остварувани идеалите како борба за достоинство, слобода, правда и човекови права. Токму затоа ВМРО е символ на македонскиот непокор и организација која во својата суштина се темели на вредностите како морал, соработка и почитување на останатите народи кои живеат на овие простори. Оризопроизводителите се со надеж дека конечно ќе се разведри, со што ќе се создадат услови за жетва. Обилните врнежи до вчера целосно ја стопираа жетвата, а комбајните во Кочанско останаа заглавени на оризовите полиња. Падот на температурата ќе направи дополнителен проблем на земјоделците. Последните обилни врнежи уште повеќе скомплицираа жетвата на оризовата култура и им го загорчија животот на земјоделците. Комбајните буквално заглавија со полните со вода и кал ниви, па сега сите чекаат што ќе кажат синоптичарите и какво време ќе донесе утрешниот ден. Дождливата есен од време на време им дава шанса да жнеат само комбајните кои се движат на глесеничари, бидејќи гомашите често заглавуваат во калта. Кога на сите маки на земјоделците ќе се надодадат полегнатите посеви и поскапата жетва за единица површина, тогаш разбирлива е загриженоста како ќе заврши оваа производствена година, односно кој што ќе спечели и што ќе загуби. Во Ризарско денеска беше пусто, како половина поледа не стои за жетва. Дури еден комбајн беше оставен на дождот, заглавен во калта. Комбајнот позади нас е само слика дека жетвата последниве 2-3 дена е застаната поради обилните врнежи од дожд. Земјоделците се надеваат дека за време на викендов ќе се подобри времето и ќе продолжи жетвата на оризот. Најавите на метеоролозите дека се очекува драстично намалување на температурите ги сплаши земјоделците да не им се повтори 1987 година, кога дел од неожнеаните ниви ги покри снежна покривка, па класието се вадеше од под снегот. Есенва не се задоволни ниту земјоделците кои веќе го собраа родот, бидејќи арпата е со преголема влажност, па се принудени да чекаат сончево време, да ја исушат и да ја складираат. Трговците мудро го одложуваат откупот со образложение дека им треба сува и квалитетна арпа или белорис.
за кој вети е откупна цена од 50 денари за килограм. Како и да е есенва, оризопроизводителите ги очекува тешка и неизвестна есен, во која ќе стравуваат до самиот крај, дали ќе успеат да го соберат и продадат производството во кое имаат вложена големи средства. Започнува кампањата на Милие у контакт со мото "Климата се менува, од нас зависи" за подигање на јавната свест за климатските промени и нивните влијанија врз локалната средина. Кампањата во рамки на УСАИД во Пекчево се спроведува денес, утре во Делчево, а внедела во Виница. Граѓаните на општина Делчево започнаа да ја креираат стратегијата за климатски промени преку неделни работилници. Проект што општина Делчево заедно со уште 10 други општини го спроведува со подршка на Милиу Контакт и УСАИД. Работилницата која се спроведе во Делчево со работните групи ќе се одржува секој вторник до Нова година. Ќе се одржуваат работни средби со работните групи, кои што работни групи ќе работат по методологија на зелена агенда, веќе применета методологија во Европа, во европските држави, низ која што методологија треба да дојдеме до информации и до податоци, да ги обработиме сите вредности во општината и врз основа на сите овие собрани податоци да се изработи стратегијата за климатски промени на општина Делчево. По изготвувањето на стратегијата, општина Делчево ќе има можност преку овој проект да аплицира за локални проекти со кои ќе се справува со климатските промени. Значи ќе имаме можност веќе во декември еден приоритет во висина од $20,000 буџет, каде што општината учествува со $10,000 и УСАИД уште со $10,000 преку Милиу Контакт Македонија и после до крајот на проектот, односно некаде на кај месец мај и јуни, ќе имаме можност за реализација уште на еден поголем приоритет кој што ќе го изберат работните групи во висина од $120,000, каде што исто така општината се јавува како донатор од $60,000 и Милиу Контакт со уште $60,000 најмалку. Велам најмалку, значи бидејќи има можност таа сума да се зголеми во зависност од интересите на граѓаните и потребите на локалната заедница. Преку проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, Милиу Контакт Македонија ќе започне со кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени и нивното влијание врз локалната заедница. Кампањата ќе се реализира во наредните 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи", таргетира млади луѓе на возраст од 10 до 17 години во 10 општини каде што се спроведува проектот на УСАИД. Двочасовните настани кои се дел од кампањата во секоја општина ќе бидат предводени од популарни медиумски личности: Жарко Димитровски, автор и продуцент на емисијата 1 на 1, Бранко Огњеновски, поранешен член на К15 и Нертила Дика, поранешна водителка на Алсат М телевизија. Вечерва со настап на Белградскиот театар Теразија завршува фестивалот на хуморот ин Виница Веритас. Годинава публиката ја насмеа Штипскиот, Велешкиот и Битолскиот театар. Тројцата фудбалски суди од представата Спанак со пржени компири изнудија голем аплауз од виничката публика. Успехот и неуспехот се црно-белата комбинација од нашето секојдневие наречено живот и се пропратен елемент на работа дома во семејството со колегите, со пријателите. Така и со тројцата фудбалски суди кои судат на еден надпревар и кои комплетно се надополнуваат или разидуваат токму во областа која ги спојува спортот. Сите сплетки, интриги, местенки кои се случуваат пред и после судењето на еден надпревар се преточени во приказната Спанак со пржени компири, современа комедија со одредени мелодрамски моменти, која синоќа имаше можност да ја види и виничката публика во рамките на фестивалот ин Виница Веритас. Тројцата фудбалски суди во представата кои изнудија голем аплауз на биска и присутната публика се младите актери на Велешкиот театар Фаик Мефаиловски и Жарко Спасовски и како гостин познатиот актер на Штипскиот народен театар Владимир Тулиев. Еден социјален текст кој што може да се слободно се каже дека е еден современ текст кој што ги обработува, значи, темите на љубовта, па и парите, материјалното, нели, меѓутоа и за едни пропаднати луѓе кои што се случуваат во 21. век, кои што ги имаме и во нашето општество секојдневно на распаѓање на семејства и на слични работи. Текстот е напишан од еден унгарски писател кој што многу наликува во написот на Душан Ковачевиќ, значи на неговите текстови кои што се многу познати во Србија, особено и во Македонија се доста играни. И така да века ова, не знам, кое гостување, ние скоро
малтани во сите градови во Македонија сме биле. Сега сигурно има останато некој, меѓутоа во поголем дел каде што нема професионални театри, така да представата веќе, како да речем, го доживува својот врв. Представата е работена според текст на унгарскиот драмски автор Золтај Греши, а во режија на младиот режисер Ненад Витанов. Фестивалскиот репертоар продолжува и вечерва со представата Без паника на Народниот театар од Битола. Рейтингот на рускиот председател Владимир Путин достигна рекордна вредност од речиси 90%, покажуваат објавените податоци од истражувањето на јавното мислење во Русија на социолошкиот центар. Анкетата покажа дека позитивно мислење за работата на Путин имаат 89,9% од испитаниците, што е нов рекорд. Овој резултат го надминува претходниот рекорд, регистриран во јуни 2015 година, кога рейтингот на Путин изнесуваше 89,1%. Според експертите, новиот уште повисок рейтинг на председателот е условен пред се од случувањето во Сирија и воздушните напади на руската авиација врз позициите на терористите. Анкетата била спроведена во 130 населени места во Русија. Петра Ласло, унгарската снимателка која беше во центарот на вниманието на јавноста откако клоцаше бегалци на границата со Србија, изјави дека планира да го тужи 52 годишниот бегалец Осама Абдула. На почетокот на септември се појави снимка на која може да се види како снимателката од унгарската телевизија 3 пати физички ги нападна бегалците кои се обидуваа да го пробијат полицискиот кордон. После ова доби отказ од телевизијата за која работеше. Ласло, која сега кривично е гонета од унгарските обвинители, изјави дека откако ќе се заврши кривичната постапка против неа, ќе поднесе 2 против тужби. Ласло за руските медиуми изјави дека има намера да го тужи и Facebook, бидејќи одбил да ја отстрани групата која и се заканува, а ја избришал групата која и дала подршка. Според актуелната ранг листа на најдобрите градови за живење во светот, Виена е град каде најдобро се живее во Европа, а на светско ниво пред него е само Мелбурн, Австралија. Освен тоа, Виена е единствениот европски град кој што се наоѓа меѓу првите 5 во светот. Меѓу најдобрите 10 се најде уште еден европски град, Хелсинки, Финска, и тоа на 8-то место. Ранг листата која секоја година ја составува магазинот Економист го мери квалитетот на живот во 130 градови на 5 континенти во категориите стабилност, здравствена нега, култура, животна средина, образование и инфраструктура. Ракометарите на Металург во 6-тото коло во Лигата на шампионите во недела се домаќин на романскиот првак Баја Маре, а на претходните 2 гостувања Металург забележа 2 минимални порази, од кои еден и од неделниот противник. Надпреварот Металург Баја Маре се игра во недела од 17 часот и 30 минути во спортскиот центар Борис Трајковски. Ракометарите на Вардара пак утре го пречекуваат Киелце во рамките на 6-тото коло од Б групата во Лигата на шампионите. Црвено-црните ќе се обидат повторно да се вратат на победничките патеки и да останат на лидерското место на табелата. Тренерот Гонзалес очекува неизвесен дуел, но верува дека со цврста одбрана и подршка од публиката може да се дојде до победата. Главните проблеми со кои се соочува Вардар во моментов се проблемите на повредените играчи. Инаку лани Вардар 2 пати играше со Киелце во рамките од четвртфиналето на Лигата на шампионите. На двата надпревари тогаш полјаците беа подобри со резултат 22:20 и 33:31. Уште една македонска репрезентација гордо ќе ја представува државата на светско првенство. Овој пат тоа е во еден од најзабавните спортски игри – боулинг, односно куглање. Репрезентацијата која се составува во моментов на турнирско надпреварување ќе стои под државното знаме во Лас Вегас, каде од 13 до 20 ноември ќе се одржи 51-то светско првенство во боулинг. Преувањето е отворено за сите заинтересирани и ќе трае се до 29 октомври, за кога е предвидено големото финале на кое ќе се одбере првата македонска репрезентација во боулинг. Интересот е навистина голем, а интересно е тоа што на турнирот учествуваат луѓе од различни генерации со и без искуство во боулинг. Преувањето е се уште отворено за сите во машка и женска конкуренција.
Пригувањето за турнирското надпреварување, на кое се одбира репрезентација Евотек и се одвива во боулинг клубот во Скопје Сити Мол. Овде е крајот на ова празнично информативно издание. Повеќе за денешните актуелности подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.